Од компанијата Булмак 2016 која раководи со рудникот Тораница тврдат дека јамската вода која истекла од пукнатата цевка не поминала низ флотацијата на рудникот каде што се преработува рудата и каде што потенцијално би се загадила со хемикалии кои што би представувале опасност по живиот свет. Од Булмак тврдат дека доколку навистина постои загадување на крива река и заматеност на водата, тоа не е од дејноста на рудникот Тораница. Еколошкиот проблем е од техничка природа и е настанат од пукање на цевка која што е пред да влезе во производниот процес. Значи, во таа цевка преку таложниците кои што излегуваат јамските води, се пренесува до резервар, каде што дополнително се таложи и од тој резервар влегува во процесот на флотирање, при што заедно со сите отпадоци од производниот процес оди во јаловишна депонија, каде што се депонира отпадната вода и сето она што останува, што не е метал или концентрат. Така да, ние сме сигурни, меѓутоа сакаме да ја увериме целата македонска јавност, дека може би имало некакво загадување во крива река, меѓутоа ние сме убедени после добиените резултати кои што ги добивме од лабораторијата и сите чекори кои што ги презедовме како компанија која што има највисока од еколошки аспект, а интегрирана еколошка дозвола, постапивме целосно согласно законските прописи и согласно чекорите кои што ги предвидуваме во интегрираната еколошка дозвола, дека причината за заматување или загадување или било каква друга последица не е компанијата Булмак, односно не е компанијата од рудникот Тораница. Со добиените резултати е заклучено дека има надминување на концентрацијата на оловот. И тоа надминување не е сериозно, бидејќи дозволено за трета категорија е 30 микрограми на литар, а се добиени по анализата 52 микрограми на литар. Што се однесува до цијаниди. Најдено е дека цијанидите се испод 10 микрограми на литар. Лабораториските методи и стандарди не може да детектираат цијаниди помалку од 10 микрограми на литар. Значи, ако е над 10, може да се мери. Испод 10 не може да се детектира. И по тој параметр за цијанидите, количество, значи, Тораничка река е дозволено да има 100 микрограми на литар од трета класа вода. За втора класа е, пример, само 1, што на некој начин е нелогично, меѓутоа такви се уредбите. Другите анализи што се направени на 26 на крива река, значи низводно од хидројаловиштето, е покажано дека таму сите параметри задоволуваат втора категорија на вода. Анализата на јамските води исто задоволува критериуми за трета класа на вода. Градоначалникот на општина Крива Паланка со спротивни тврдења. Тој се повикува на извештај од Државниот инспекторат за животна средина, каде што тие нагласуваат дека во јамската вода сепак постои количество на тешки метали. При самите анализи кои што ги има и општината направено во претходниот период, со самата содржина која што е констатирано дека имаме присуство на цијанид, олово, кои што се како потешки метали во процесот на преработка и обработка на олово-цинковна руда и согласно нивната акредитирана еколошка дозвола, во која што детално отпишан процесот на преработка на олово-цинковната руда, е наведено дека буквално сите овие тешки метали ги се дел како од процесот на производство на руда. Според информации на ТВ24, локалното рибарско здружение Мрена направило своји анализи кои покажуваат дека во крива река има количество на тешки метали кои предизвикале помор на риби. Се чекаат официјални информации од страна Министерството за животна средина како Инспекторатот за животна средина за тоа што навистина содржи водата во крива река.